Скопје со повеќе активности и манифестации одбележува 55 години од катастрофалниот земјотрес во 1963 година, во кој 1070 луѓе го загубија животот, а 3000 беа повредени. Катастрофалниот земјотрес се случи во 5 часот и 17 минути, а помали потреси имаше до 5 часот и 43 минути. Скопскиот земјотрес се почувствува на простор од околу 50.000 квадратни километри. Од потресот беа урнати 15.800 станови, а оштетени беа 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Од трагедијата на Скопје, целиот свет беше возбуден и ангажиран. Меѓународниот Црвен крст упати апел до сите национални организации да организираат храна за скопските деца. Интерпарламентарната унија упати препорака до сите парламенти и влади да помогнат во обновата на градот. Хуманитарните организации во многу земји пристапија кон собирање помош за Скопје. Така Скопје стана град на меѓународна солидарност. Обединетите нации веднаш по катастрофата презедоа активности за плански и долгорочно да му се помогне на разорнатиот град. Во времето кога екипи стручњаци на Обединетите нации почнаа да пристигнуваат во Скопје, во седиштето на меѓународната организација беше речено дека Скопје ќе биде споменик на човечката солидарност. На 23 септември 1963 година 35 земји побараа Генералното собрание да стави на дневен ред од своето заседание точка за преземање мерки по повод земјотресот во Скопје. По 4 дена на 27 септември Генералното собрание и даде приоритет на меѓународната акција за давање помош на Скопје. На 14 октомври по двочасовна дискусија Генералното собрание на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за давање помош на југословенската влада при реконструкција на Скопје. Во резолуцијата се изразува жалење по повод големата катастрофа. Во дебатата за давање помош на Скопје, Генералното собрание го ислуша излагањето на представници од над 20 земји од сите континенти. Тој ден остана во аналите на Обединетите нации како ден на Скопје.